Драги гледачи, добро вечер и добре ни дојдовте на уште едно заедничко дружење со Ева на Македонија и квизот Срекно семејство. Пред нас е шестото коло, кое ни носи 3 нови срекни семејства, 4 игри и 3 загарантирани суми од 300, 500 и 1000 евра. Велам загарантирани, бидејќи секој што учествува во овој квиз си заминува со награда. Единствениот услов да сте дел од него е редовно да ги плаќате сметките за потрошената електрична енергија. Верувам дека веќе тоа го правите на пунктовите на Ева на Македонија, во Македонска пошта и во банките, но да поедноставиме или да ви дадам една препорака. Истото можете да го направите и преку интернет со било која дебитна или кредитна картичка без провизија. Со тоа ги избегнувате редиците пред шалтерите. Но за овие препораки и формалностите околу квизот и вечерва се грижи стручна комисија, двајца представници од Ева на Македонија и еден нотар за кој велам добро вечер и ве поканувам и вечерва да се забавуваме и да се дружиме со срекно семејство. А редовните плаќачи пак кои вечерва се со нас во надпревар за наградите се семејството Ала од Горно Татеши, семејството Димишкови од Скопје и семејството Китановски од Кичев. Се со ред, па да се запознаеме и со семејствата со кои вечер ќе играме во срекно семејство. Пред се добро вечер за сите, но ќе почнеме со позиција број 1, семејството Ала. Ни доаѓате од селото Горно Татеши. Ќе можете да не запознаете малку повеќе, се наоѓа во Струшко. Да. За ова село што ќе ни кажете повеќе, што се случува во моментов? Нема проблем. Село Горно Татеши се наоѓа околу 10 км од Струга и е на убаво место, зеленило, и е околу 2 км од Црниот Дрин. Така да се убаво е сега моментално. Така. Вечер ви играте вие за вашиот брат Менсур. Ве оставам прилика да го поздравите. Точно така, го поздравувам брат ми Ала Менсур од село Горно Татеши. Вечерва со вас играат сопругата Сафие и синот Бейсан. На позиција број 2, семејството Китановски од Кичево, ќе играат таткото Слободан, балдъската Лилјана и синот Давид. Добро вечери за вас, добре ни дојдовте од Кичево. Минатото коло имавме семејство од Кичево кој освои награда од 1000 евра. Може би се познавате со него, може би некакви препораки како кичевчани со граѓани ви дадоа или не? Не. Не? Спремни сте денеска 1000 евра да освоите? Па, ќе видим. Ке се борите. Давид, спремен си ти, предпоставам да учествуваш во игрите и да освоиш 1000 евра. На крај ќе ни кажете каде ќе ги потрошите освоените средства и на позиција број 3 или тимот број 3, семејството Димишковски од Скопје, за него играат таткото Ивица и керката Марија и Мија. Добро вечери за вас, од кој дел на Скопје не доаѓате? Добро вечер од аеродром. Се изненадевте, кажете ми кога ве избра да видите вие дел од срекно семејство? Па да, се изненадивме и пријатно изненадени и се надеваме дека ќе освоиме добра награда. Верувам дека сите ќе бидете пријатно изненадени, како што споменав и во најавата, секој од овој квиз си заминува со награда. Тоа беа нашите 3 срекни семејства, се запознавме со нив, а сега допрва следуваат 4 игри. Прва на ред е топка на среќа. Прва на позицијата да игра топка на среќа е господјата Сафи од семејството Ала, спремна да ги сруши овие коцки во 3 обиди. Господја Сафија, дали досега некогаш сте учествувале во некоја наградна игра? Не. Или игра на среќа? Не, ама ги гледам во телевизија и многу убаво беше, многу смешно. Ете така. Ајде да се обидеме сега во 3 обиди, да ги срушиме овие коцки, а ние ќе го собереме збирот. Обидете се. Одиме, поддршка може да добиете од семејството, нели? Па сепак гледате од прва све се удира. Имате уште 2 обиди, мислам дека ќе биде лесно да се сруши и оваа коцка, Сафија. Ајде, доволно силно, 2 обиди, повелете. Ги пресметуваме збирот од горните темиња, 11, 13, 17, 18 и 5. Веќе ме претрка кајронот 23 поени за семејството Ала. Нема да ве прашам дали сте задоволни, дали сте доволно. Треба да играат и останатите. Наред се семејството Китановски во топка на среќа. И на позицијата за игра топка на среќа повторно имаме дама, господјата Лилјана од семејството Китановски, една
позицијата спремна во 3 обиди да ги сруши овие коцки. И до вас едно прашање. Си ја знаете среќата, сте си ја пробале среќата во некој од Не, наградни ова е игри? прв. Ова е прв пат. Да. Ајде ви посакувам како за прв пат многу среќа и што повеќе поени и пробајте да видиме дали ќе ги достигнете 23-те на семејството Ала. Ајде господјо Лилина, обидете се, а поддршка може да дојде од семејството. Давид треба да биде најгласен овдека. Имаме уште еден обид, нема да биде тешко, господјо Лилина, и оваа коцка, но да свртиме некоја поголема бројка да може. 3. Добро е. 11, 14, 15, 19 поени за семејството Китановски. Се уште е рано, ова е прва игра, топка на среќа, но ни останува уште едно семејство. Димишкови се наред. По обидот на двете дами во топка на среќа, наред од семејството Димишкови е господинот Ивица. Чините ли дека машка рака ќе може да донесе повеќе поени во оваа игра? Па се надеваме, па ќе видиме што ќе биде. Прашање ќе е, видиме. претпоставам дека на среќа, нели? Среќа, да. Ајде да се пробате и вие вашата среќа со 3 обиди. Аплауз, да, во секој случај Ивица повели. Слободно може. Имаш уште 2 обиди, а една коцка, тоа ќе биде прелесно за тебе. Само да видиме, добро е на 6 заспана, тоа значи дека имаме 12, 16 и со ова четворка 20 поени. Тоа го гледаме и на главниот кајрон, што значи дека семејството Ала во оваа игра освојува 3 поени. Тоа го гледаме и на кајроните. Семејството Китановски 1 поен и семејството Димишкови 2 поена. Честитки за сите. Блиску се 1000 евра, блиску се и 500 евра. Продолжуваме ние да играме во срекно семејство, наред е играта на слепо. Први во играта на слепо е семејството Ала, кој во првата пак игра освој 3 поени. На своје место е Бесијан и Ферит. Спремни сме, сега ќе те одмогнеме малце ова шутирачка позиција за тебе. Гледаш нешто? Не знам кај е татко ми. Ајде да те свртам. Сигурно ќе можеш сега да го видиш. Сега? Не. Да, имаш Бесијан 3 топки во различна боја. Црвените носат 3 поени, сините носат 1 поен, а жолтата носи 2 поени. Бесијан тоа не го знае, Фери, ти го знаеш. Можеш секакви инструкции да користиш. Имаш 1 минута да офрлите што повеќе топки во овој кош. Почнуваме сега. Ајде. Аплауз. Ајде да видиме, имаме минута време, доволно време да се наполни овој кош. Ферит, ако Мојра. Мојра. Ферит, ако Дине. Матеј пар. ајде, Дине. ете инструкции. Аха, инструкции за која топка да се земе. А, што? Ферит, така ли или не? Да. 35 секунди. Добро ти иде, Бесијан. За малку ете и првата, но тука е другата жолта топка. Ајде со инструкции. Господине Ферит, направете место, имате 20 секунди до самиот крај. Можете слободно со рака да бутнете некоја од топките, да пропуштите доколку чините дека помалку поени носи. Или пак да не ме слушате ништо што ви кажувам и да убацувате топки. Ајде, Бесијан, имаш уште 8 секунди. Добро ти иде за сега, кога ќе ги извадиш ноочарите, ќе видиш колка во вреќе успеа да наполниш. И ова е последната, Бесијан, еве ти ја назад, не успеа да видиш за да фатиш. Победи до мене да ги пресметаме топките кои успеавте заедно со твојот татко да ги внесете во овој кош. Многу се. Мислам дека се многу. Да. Повели Бесијан до мене 14 црвени топки, 2 жолти кои носат по 2 поени и 3 сини по 1 поен, 49. Чинам дека може би да е овај некаде рекордот на срекно семејство во уфрлени топки во втората игра, но ништо не е готово. Семејството Китановски се наред. Слободан и Давид од семејството Китановски веќе се на своите позиции како би играле на слепо. Давид ќе биде тој што ќе шутира. Давид, некогаш со затворени очи си пробал ли да играш кошарка? Не. Ова ќе ти биде прв пат. Помогни ми само малку. Дали е добро во ред све? Да. Успеваш нешто да видиш? Не. Жолтите, црвените и сврти се. Сините топки се твои. Имаш 1 минута да внесеш што повеќе во кошот
на татко Слободан и 1 минута време. Спремни ли сте? Да. Ајде, Давид, почни, минута време. Еве и првата за Давид, црвена топка. Па тука е и втората. Црвено, не та. Браво. Ајде, слободно, можете Ета. слободно му дадете Ајде. конструкции, можете... Опа. Не Браво. жолта, црвено, барај. Црвено. Пробај, Давид, црвено, останеш не на жолта. твојата позиција, да не се Не изместиш. жолта, остаја. Ета. Назад малку, врати се, Давид. Не та. Добар си, Давид, одиме. Остаја та, не знаме се која. 30 секунди, Давид. Абе не тај. Не ја гледа црвената, Слободан. Може само да допре да видиме. Не тај. Ајде. Ајде, Давид. Ете и црвената. Слободан, за малку. Направете повеќе место, Слободан има уште многу ајде, секунди. ајде. Многу игра, Давид. Да погоди што повеќе кошеви, 13 секунди. Ајде, Давид. Ете ја и сината. 7 секунди, Давид. Црвена. 5. Црвена пред тебе земи. 3 секунди, 2. Црвена. Ова беше со истекот на секундата. Потврда добиваме и од стручната комисија. Давид, полна кошница, повели до мене. Полна кошница. Топки, малку црвени, да бидеме искрени. Да ги пресметам и дали се достижни оние 49 поени од првото семејство. Вкупно 40 поени за семејството Китановски. 9 помалку од првото семејство, но уште сме сите во игра. Ви благодарам многу, наред се семејството Димишковски во играта на слепо. Дали се достижни 49 поени на семејството Али или пак на 40 на семејството Китановски, дознаваме за кратко. Семејството Димишковски, Ивица и Мија се на своите позиции во обид да ги срушат овие рекорди кои ги направија двете семејства претходно. Мија, ајде ке сакаш да ми помогнеш? Ето така, дозволи. Дали кажи ми се воред? Да. Црна темница, се. Да. Знаеш ли каде татко ти? Напред. Напред е, вели. Ивица, имаш 1 минута, Мија. Спремен, Ивица. Спремен, да. Одиме. Ајде, аплауз. Првата црвена топка. Посилно, вели. Посилно. Ивица. Ете ја и првата и втората сина топка за Посилно и семејството право, Димишкови. Браво, Само Мија, право и посилно, вели. Ајде, ете, право и така, посилно, така, успешна добро, топка. Браво, Мија. Имаме доволно време, можеш да бидеш. Добре, ајде, првај. Супер, браво. Само така продолжи. 32 секунди. Ајде, Мија, првај. имаш доволно време. Еве ја и втората црвена топка за вашето Ајде, првај. семејство. Тие ни носат, Мија, по 3 Мија, поени. браво, браво. Штета што боите. Абе, Не по-право, ги знаеш. по-наумно. Ајде, слушај. Абе, 17 не таму, секунди. по-десно, е тука. Ајде, Ајде тука, да видиме по-десно и ете ја. Во кошот 10 секунди. Одиме понатаму. Ајде. 6 и црвената топка со Ајде. 3 поени. Еве ја и Ајде, фри. втората црвена и со истекот на секундата. Браво, Мија! Успеа да донесеш и последната црвена боја. Повели Мија, извади ги од шилата и до мене да ги преброиме. Таму Не да ги вклучувајќи, нели, ова жолта топка, таа јас имам од пред малку. Повели Мија до мене. Имаме 6 црвени топки, ни носат 18 поени, 5 жолти кои ни носат 10 поени и 6 сини кои ни носат по 1, 6 поени, 34. Во оваа игра го освојувате третото место. Аплауз и поддршка и од останатите семејства. Ви благодарам за оваа игра. Продолжуваме нарете третата игра во која ќе штедиме електрична енергија. Бидете подготвени. И по двете одиграни игри во шестото коло на срекно семејство да ја погледнеме и генералната состојба со бодовите. Семејството Ала има 6 поени, семејството Китановски 3 поени и семејството Димишкови 3 поени. Што значи помеѓу овие две семејства борбата е изедначена, а ја играме третата игра во кој ќе дознаеме кои две срекни семејства заменуваат во финале. На местото за да штедиме електрична енергија, семејството Ала го имаме. Таткото и синот се подготвени да се пробаат и во оваа игра. 9 светилки и 1 минута да бидат изгаснати. Практикувате штедење на електрична енергија? Да. Ке ми одговориш после на кој начин, а чим практикувате, од тебе се очекува сите 9 светилки да бидат исклучени. Имаш минута време, стартуваме сега. Ајде!
Apple u sredото, нели ето, дека и некои инструкции потребни се? По-лево, по-десно. Точно така. Да. Но Бесјан отпоче штедува енергија затоа што е студент, Аха, пошто учи во Тетово, во државниот факултет. така. Така да Бесјан отпоче штеди студија него ми е. Него вако. Пред малку ми кажа дека вие сте тој што со раката само ги стискате Да. прекинувачите, исто како што тој прави во моментот. Спротивно на вратава само се свртувам и ја... Да, тоа е еден од начините на Ѓавта. тедење на електрична енергија. Јас Обрно велам се. секој пат рационално да ја користиме, онолку колку ни е. Фучи. Треба. Имаш 23 секунди, 2, 4, па, добро е ви веќе. зетке, мафрај, камафрај. 5 светилки изгаснати, Бесјан. Добро ти оди. 13 секунди, добре, прецизен си, ајде. Тука еден дека не значи... Направите предност во првите две игри, така да еве и ова можеш со истекот на последната секунда. Барој. Имаш уште една секунда и толку. Браво. Стручната комисија ќе ја прашам за оваа последна светилка. Потврдувате дека со истекот на времето, што значи 7 светилки чинам дека се изгаснати за семејството. Ала, тоа се доволно, добро, штедите енергија, не е баш безлич. Следни се семејството Китановски да штедат електрична енергија. Слободан и Давид се на своите позиции, ќе се обидат да штедат електрична енергија. Колку во реалниот живот го практикувате исто? Пробувате ли барем рационално да користите енергија? Да дозагревате оноliko колку што ви треба, да ладите оноliko колку што мислите? Да, точно. Да? Да. Ке се обидеме во оваа игра и ке докажете дали е тоа така. 7 светилки ви изгледаат ли достижни? Ќе пробам. Да знаете, делите исти поени со тимот број 3, што значи дека ако во оваа игра победите, идете во финал. Изедначена е борбата, близко се 1000 евра. Имате една минута, господин Слободан, почнуваме сега. Ајде. Ете, можеш и со гради да се удри оваа топка, нели? Ништо лошо нема во тоа. Стратегијата е да Давид му подава топки на својот татко. Еве, јас ке се обидам, Давид. Иде ли побрзо вака, господине Слободан, доколку ви подаваат топки, отколку да ги земате? Па по 6 изгледа дека иде. Браво! За сега сте добри. Ајде, само не се поместувајте од својата позиција, господине Слободан, онаа бела точка. Аплаузот непрестано ќе биде додека вие се обидувате да ги згасите овие светилки. Имате 23 секунди, доволно време. Внимавајте која светилка, кој прекинувач сте гудриле. Да не испаде некој од тие, бие светната. Ајде, мавнија вели Давид, 12 секунди. 12 секунди. Браво, 5 секунди. Ајде, уште една. Тоа е, вика Давид. Една секунда и оваа сјалица и да беше изгасната, немаше да ја признаеме. Честитете си слободно. Ајде да се видиме само, да видиме колку е 8 изгаснати светилки за семејството Китановски, што значи тие во оваа игра го превземаа водството, но тука се и Димишкови кои треба да се пробаат во оваа игра на штедење на електрична енергија. Дали се достижни 7-те поени на семејството Ала или пак 8-те на Китановски, дознаваме за кратко. Димишкови се на својата позиција, цела фамилија. Свесни ли сте дека ако успешно изиграте во оваа игра, одите понатаму во финале? Да. Истото важи како и за останатите семејства. 1 минута, 9 светилки на располагање. 1000 евра се блиску, Ивица. Да. Имаш 1 минута време, ајде навистина да видиме колку се блиску. Стартуваме сега. Мија и Марија ќе даваат поддршка за тато, нели? Да видиме. Добро играли, тато? Супер! Ве учат ли, кажи ми, Марија, во училиште да штедите електрична енергија? Да. На кој начин? Брзо да ми откриеш. Ваков како што таткото Ивица осеќа ли? На кој начин? На така да не на ваков начин, туку да не ги палиме фијалиците во ден. Ете, Марија, на што не учи, во тоа практично ни го покажува и Ивица. За сега моди добро. 25 секунди ти се, Ивица, на располагање. Ајде! 9 сијалици на располагање. Само 3 изгаснати, Ивица, попрецизно 10 секунди. Тешко иде во штедењето на електрична енергија, но не верувам дека и во реалниот живот Ивица без разочарување истече времето. Секоја чест за играта која што ја покажавте во срекно семејство. Само 3 изгаснати светилки за вас. Ја гледаме генералната
состојба, повелете на вашите места. Ете како Марија ни помогнува да ги собереме сите топки. Честитки уште еднаш. Семејството Ала има 8 поени, семејството Китановски 6 поени, семејството Димишкови со кој тука ќе се процтиме го освојуваат третото место и вредносен ваучер од 300 евра во денарска противредност, но пред да го погледнеме финалето и да се обидете да освоите 1000 евра, да видиме кои се следните учесници за седмото поред коло на срекно семејство. Внимавајте на сериските броеви на вашите сметки за потрошената електрична енергија, таму се наоѓаат и овие броеви. Велат од Кавадарци, Охрид и Делчево ни се трите семејства кои што ќе ни дојдат следната недела. Може да ги избодриме и да им кажеме дека не е страшно да се учествува во срекно семејство, а тука се и останатите 6 учесници во срекно семејство кои доколку некој од прво пријавените не успее да дојде, тие го завземаат местото. Не се секирете, од контакт центарот на Ева на Македонија ќе ви исконтактираат доколку вие сте еден од срекните добитници за учество во срекно семејство. Следиме финале и да видиме кој ќе освои 500, а кој ќе освои 1000 евра. Останете така. И дојдовме до финалната игра на 6-тото поред коло на срекно семејство. Со нас е семејствата Али и семејството Китановски, нивната придружба која ќе ги мотивира да соберат и да спојат 4 топки со иста боја, хоризонтално, вертикално или диагонално. Семејство Али, од претходните 3 игри имавте повеќе поени, тоа значи дека вие први шутирате. Давид, ти чекаш топката на Али да падне, па потоа шутираш и ти. Имаме 3 минути за оваа игра. Ништо не е завршено, 1000 евра се блиску, а и 500 се загарантирани. Почнуваме сега. Ајде! Ете првата топка за Бесијан и втората, 1 по 1, не брзете многу. Развиваме тактика овдека, не внесуваме што повеќе топки. Ајде да видиме. Смирено вели. Слободен до Давид. Имаме многу време. Многу си блиску. 1 по 1. Одиме сега со 1 по 1, само ќе ве замолам. Знам дека е блиску. Ајде сега наред си ти. Одиме Бесија. Имаш доволно време, не брзе многу ако ова е вистинската. Ете ги 1000 евра за семејството Ала, 4 спојени топки. Давид беше на вистина блиску до 1000 евра, но тоа е. Честитки. Браво, Давид, ова беше на вистина борба на Давид и на Голијат. Секоја чест семејство, повелете на вашите позиции. За кратко, со представниците од Ева на Македонија на овие срекни семејства кои вечерва учествуваа во квизот, ќе им ги врачиме наградите. Дојдовме и до најслаткиот момент во срекно семејство, односно моментот во кој им ги доделуваме вредностите ваучери на трите срекни семејства кои учествуваа во 6-тото коло на семејниот квиз. За таа цел, како и досега, го поканувам представникот од Ева на Македонија, Атанас Ковачевски, да представи со ваучерите и да слушнеме некоја препорака од Ева на Македонија, како и досега и од сега. Она што мене ме интересира е многу пати се случува наши надпреварувачи да не се носители на сметката на струја. Па еве од тука и ми се појавува прашањето на кој начин може да се смени името на носителот на сметката за електрична енергија. Корисникот може да се смени. Процедурата е едноставна, се обраќаат до корисничкиот енергоцентар, се пополнува едно барање кое се доставува до корисничкиот енергоцентар, што е најблиско до местото на живење на корисникот, и треба да се достават дополнителни документи, со кои ќе се докаже дека оној корисник на кој се прави промената е собственик или го има во владение просторот, објектот, онаму каде што е монтирано брелото. Значи тоа се имотен лист, купопродажен договор, договор за закуп, се она што може да докаже дека тие се собственици или владеат со тој простор. Потоа се прави промената. Ако се менува само адресата, едноставно треба да се наведе адресата, не се менува корисникот, не се потребни овие документи. Ви благодарам многу за советите и ајде сега да ги доделиме наградите. Тим број 3 или освоеното трето место по игра на случајности за семејството Димишкови. Повелете сите.
тројца. 18.450 денари за вас. Предпоставувам дека сте задоволни од очекувањата, или? Па добре, очекувавме повеќе, ама тоа е. И среќата пресуди, така. 18.450 денари, мислам дека ќе си го најдат своето место. Сигурно, да. Така. На позиција број 2, семејството Китановски од Кичево, повелете и вие, кој ќе го земе младиот Давид, и тато Слободан повели намаму. Освоивте 500 евра во денарска противредност, односно 30.750 денари. Честитки и за вас. Се видели тешко да се освоите овие пари? Не. Среќата пресуди или знаењето? Давид, што ќе кажеш? И јас мислам среќа. Така. Знаете каде ќе ги потрошите овие средства? Или се уште ќе се планира? За спортско преодевање. Ете, супер, имате доволно, дури премногу, 30.750 денари. И семејството Ала, повелете, вие сте носители на 61.500 денари. Да, ми изгледате како да не сакате да ги земете. Честитки до вас. 61.500 денари. Јас би сакал во прилика да им честитам Бајрам, време Бајрам, на сите, значи на вас може и ви помогневе вака, да се освои. Господ ни помогни и вие ни помогневте и сме најсреќна фамилија сега. Ова ни овозможува. Верувам дека е така. Ви благодарам на сите за учеството во квизот Срекно семејство, а почитувани гледачи, ако сакате и вие да бидете дел од Срекно семејство, редовно плаќајте ги вашите сметки за потрошената електрична енергија. Ја ќе им се заблагодарам на тиве за тоа што и оваа вечер ме облекоа, а на сите граѓани со исламска вероисповест ќе им го честитам и Рамазан Бајрам. Се гледаме точно за 2 седмици на исто место во исто време. До гледање. Квизот беше супер. Парите ќе ги трошиме со нашата мама Нада, која не можеше денеска да биде со нас. Благодариме за учеството во оваа игра. Би им дал предлог и на другите да плаќаат и да учествуваат во овој квиз. Благодарам на ЕВН за овие 1000 евра и мислам дека ќе ги потрошиме заради детето што учат во Тетовскиот универзитет.